Ако веќе бил нечи град, пред се бил еврејски. Значи тоа било окупација. Последниот пат истото се случи со Македонија. Кога зборував на директен начин, кажувајќи апсолутно познати работи, дека македонците од секогаш биле сметани за македонци. Тоа мислење го делам со сопругата на Казанцакис, која во книгата зборува за македонци, и со Јоргос Јоану, супернационалист од Солун, кој исто така случајно спомнува една соседка, македонка, што живеела во неговата куќа. И во интервјуто за Епоха од Скопје, како и со неколкуте збора што ги кажав на француската телевизија, тврдев дека Македонија има право да го носи името Македонија, дека тоа не е собственост на грците и на Грција. Зборував доста саркастично. Впрочем, никогаш не сум мислел дека античките македонци биле грци. Мислам дека тие биле племе, како илирите или така нешто. Исто така предложив диалог со Македонија, зашто таа необјавена војна меѓу Грција и Македонија е пред се економска катастрофа и за Грција и за Македонија. Неопходен е диалог и само диалог. Brati stucaripi, ajde fumerna me kasisi. Ajde ne fumerna Metizika, hajde me namaga podisira. Les Grecs d'aujourd'hui sont aveuglés. Грците денес се заслепени. Depuis sa fondation, Солун никогаш не бил изолиран град. Тој бил поврзан со балканските простори. Тој бил излез на балканското производство. Поради разни географски причини, тој бил единственото пристаниште способно да го прифати производството на разните балкански народи. Значи, ова што се случува со Македонија е токму спротивното од економската ситуација на градот. Впрочем, бидејќи го читам грчкиот печат, верувам дека има многу голема разлика меѓу Атина и Солун. Реакцијата за Македонија сушност дојде од разни политиканти од Атина, кои успеа да ја дадат демагошки карактер на оваа работа, не водејќи сметка
la société за луѓето кои економски го водат Солун. Имаше реакција од страна на трговците и на индустријалците од Солун, кои сакаат да ги отворат границите со Македонија, за да ги привлечат пак македонците кон Солун, зашто градот веќе се наоѓа пред економска катастрофа. Атињаните го заборавија тоа. А кутрите луѓе што ја водат индустријата и трговијата во Солун се наоѓаат во абсурдна ситуација, а ништо не може да сторат. Според мене, не треба само да се отвори границата, туку и да и се даде на Македонија слободна зона во Солунското пристаниште, во кое речиси цел век постои слободна српска зона. Но денес, кога не постојат ни Србија, ни Југославија, туку повеќе разни земји, на секоја земја од просторот на бивша Југославија треба да и се даде слободна зона. Тоа ќе биде и удар за националната омраза што постои сега и која, се надевам, порано или подоцна ќе исчезне. Ajde fekina sapto bolu, ajde ne fumari se na dono. Ajde irte chialo sapiva